Значи, кога ќе настапи институтот за стареност сушност значи застарување на обврската, односно престанок на правото да се бара присилно исполнување на обврската од страна на доверителот кон должникот, нели? Сега застареноста е строго определена со закон. Од тука во никој случај не може со некое трето правно дело да се скрати или да се продолжи времето определено што е за застареност. Општ рок на застареност е 5 години, освен оние побарувања за кои што е определено друго време согласно закон. Рок на застареност за повремени побарувања, значи долгови кои што се отплаќаат во ануитети, дали се камати, дали се рати и така натаму, тој рок е 3 години, значи изнесува 3 години од статаноста на секое одделно давање. Кога станува збор за побарување од закупнина, кирија, значи застарува долгот по овој основ за исто период од 3 години, додека рокот на застареност значи за побарување за испорачана електрична енергија, топлотна енергија, газ, за ТВ приемник или за радио станица или некоја претплата на повремена публикација, овие се долгови или попопуларни, значи буквално народски кажано за сметки, тој долг застарува во рокот 1 година. Кога должите по основ на правосилна судска одлука, значи кога ве задолжил судот да исплатите определен износ на доверителот или на некој орган, како и да е, тие долгови застаруваат за време од 10 години и 10 години си е законски строго определен рок, односно без разлика дали некој друг орган или со врз основа некоја друга одлука е определено помалку време за застарување на таков вид долг, рокот си е 10 години за застарување на долг кој што сте го стекнале врз основа на кој што е потврден од страна на судско тело со правосудна судска одлука. Застарувањето може и да прекине, и тоа прекинува во овој случај кога должникот ќе го признае долгот. Должникот може да го признае долгот и со не само со проста изјава до доверителот, туку може да го прекине исто и со отплата на некој дел од долгот или на отплата на рата од долгот и исто така застарувањето може да се прекине и со подигнување на тужба од страна на доверителот кон должникот, кога доверителот ќе го оптужи должникот поради долгот. Откако ќе се прекине застарувањето, тоа почнува да се тече одново, а времето што изминало пред да прекине не се засметува во рокот на застареност кој што си определен со закон, па одново по прекинот застарувањето почнува да тече за толку време колку што е определено со законот, како на пример 3 години за закупнина. Ако се прекинало тоа застарување, одново почнува да тече рокот кој што изнесува нели 3 години.